свесен за сите обврски кои ги презедов, и аз ќе ја оценувам создадената ситуација, за да можеме да го дадеме првиот сигнал на тоа што во нашите односи е потребно како толеранција, за да се овозможи парламентарниот процес да се одвива согласно договорот за коалиционирање. Работите на оваа седница до донесување на закони за јазиците ќе ги продолжам на македонски јазик да ги председавам, а ова да биде нова појдовна точка на работата новиот парламентарен состав, кој треба да резултира со тоа што е сеопфатна поддршка на пратениците и граѓаните на Република Македонија како очекување за нашата работа. Да се заблагодарам на сите оние кои што ја поддржаа мојата номинација за председател на Собранието, на сите оние кои што гласаа за мојот избор, а исто така благодарности на тие што не гласаа за мојот избор, затоа што тоа го сметам како демократско право и како демократско достигнување на парламентарното мнозинство во Република Македонија. И нека биде ово нов почеток во смисла на сите оние работи кои што јас сум свесен на сите предизвици кои што ме очекуваат при водење на Собранието во овој период, понатаму. И во тој контекст, како што кажав и претходно, до почеток на исполнување на оно што е коалиционен договор за коалицирање понатаму, значи на мнозинството, јас ќе продолжам да ја водам седницата на македонски јазик, со тоа укажувајќи и докажувајќи уште еднаш дека сите сме подготвени за онај ниво на толеранција кој што треба да рефлектираме сите ние овде во нашите односи и натаму да создаваме можности по демократски пат да се остварат сите оние очекувања кои што граѓаните ги чекаат и ги очекуваат од нас. Дозволете ми понатаму значи да продолжиме по оно што е сценаријата за работа на денешната седница. Дами и господа пратеници, ја отворам втората седница на Собранието на Република Македонија. За седницата известени и поканети се председателот на Република Македонија господинот Ѓорѓе Иванов, председателот на владата на Република Македонија, членовите на владата на Република Македонија, мандаторот и предложените кандидати за состав на владата на Република Македонија, шефовите на странски дипломатски конзуларни мисии акредитирани во Република Македонија. Ве известувам дека пратеникот Никола Тодоров поднесе оставка на функцијата пратеник во Собранието на Република Македонија на 29 мај 2017 година. Согласно член 57 став 2 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, пратеникот може да ја образложи оставката на седницата на Собранието. Известен сум дека пратеникот Никола Тодоров нема да ја образложи оставката на седницата на Собранието. Констатирам дека согласно член 152 став 1 алинеја 1 од Изборниот законник, на пратеникот Никола Тодоров му престанува мандатот пратеник во Собранието на Република Македонија. Бидејќи пратеникот Никола Тодоров беше избран од листа на кандидати, потребно е Државната изборна комисија да го извести Собранието за кандидатот од оваа листа на кој треба да му се верифицира мандатот за пратеник согласно член 153 од Изборниот законник. Ви напоменувам дека мандаторот и предложите кандидати за состав на владата на Република Македонија кои се избрани за пратеници во Собранието на Република Македонија, гласањата на оваа седница ќе ги извршат со кревање на рака, бидејќи системот за електронско гласање не дава можност да се гласа од местата каде што се сместени. Момент само. Значи,
на почетокот испуштив да известам за пратениците кои што не се присутни, а го најавиле своето отсуство. Тоа се пратениците Васил Пишев, Борис Смековски, Ане Лашковска, Благоја Деспотовски, Анди Бајрам, Фадил Зендели и Менду Тачи. Пратеникот Илија Димовски предлага по итна постапка да се донесе законот за изменување и дополнување на изборниот законник. Почитувам председателя на Собранието на Република Македонија, почитувани колеги пратеници во Собранието на Република Македонија, гости од дипломатскиот кор, представници од домашните институции, почитувани граѓани. Денеска застанувам пред сите вас овде во салата и пред сите надвор од неа со достојна почит кон сите кои веруваме дека Македонија ќе ја добие битката за демократија, кој што верувавме и до ден денеска веруваме. Како и со почит кон сите оние кои почнуваат да веруваат во оваа реалност. И најавувам дека ќе предводам реформска влада во Република Македонија. Ветив на работниците од Штип и од цела Македонија, на лозарите од Кавадарци и од цела Македонија, на земјоделците од Пелагонија и од цела Македонија. Ветив на дукенџиите низ нашата држава, на собствениците на домашните микро, мали и средни предпријатија, на лекарите и пациентите, на учениците и професорите, на пензионерите, ветив на мајките и татковците кои копнеат по децата во странство, дека носиме живот во Македонија за сите. И да, 3 клучни темели ќе гради новата реформска влада. Новата реформска влада ќе биде посветена на економијата и живот за сите. Новата реформска влада ќе биде посветена на силни професионални институции и правда за сите. Новата реформска влада ќе биде посветена на Европската унија и НАТО и перспективи за сите. На тоа се обрзувам овде, во законодавниот дом, низ кој што ќе ги носиме одлуките. Пред вас, народните избраници, од кои ја барам довербата за составот на новата влада и за програмата на новата влада. Ова се луѓето кои пред мене се обврзаа, а барам и пред вас, и пред граѓаните, да го исполнат својот збор, како што и јас го давам својот збор. Ќе работиме честно и посветено, исклучиво за потребите на граѓаните на Република Македонија. Програмата на новата реформска влада на унитарна Република Македонија е доставена за Собранието. И таа ќе биде предмет и на дебата овде, и предмет на дебата помеѓу граѓаните. Она што е во неа напишано. Завет ќе биде за нас дека ќе работиме напорно да го исполниме. Граѓаните на Македонија да живеат спокојно и квалитетно. Република Македонија да оди напред. Во составувањето на програмата на новата влада се водевме исклучиво од принципите прифатливи за сите граѓани на Република Македонија. Програмата на новата влада на Република Македонија ги содржи принципите на предизборната програма на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, планот за живот во Македонија, како и начелата на предизборните програми на партиите кои освоија пратеници во Собранието и кои се дел од новото парламентарно мнозинство, ДУИ и Алијансата за албанците. Но има и неколку одлични работи од програмите на другите парламентарни партии и партии кои што немат пратеници. Најавувам дека Република Македонија ќе биде држава на сите граѓани. Определени сме да градиме едно, обединето општество, кое што ќе обезбеди стабилност за граѓаните и во државата. Ќе ја развиваме Македонија кон Европската унија и НАТО. Европската унија и НАТО се стратешки интереси на Република Македонија. Превземаме обврска целосно да ги имплементираме итните реформски приоритети од извештајот на Приве, кои се дел од договорот од Пржино.
Наша цел е почеток на преговори со Европската Унија во најкраток може рок. Наша цел е и членство во НАТО, алијансата, во најкраток можен рок. Главен фокус на програмата на новата влада е развој на економијата и кревање на животниот стандард на граѓаните. Наша цел е просечна стапка на раст на економијата повисока од 5% во периодот на мандатот. Минималната плата на работниците уште во првата година од мандатот законски ќе ја зголемиме на 12.000 денари и ќе се однесува на сите работници, вклучувајќи ги вработените во индустријата за текстил, облека и кожа. Наша цел е 16.000 денари минимална плата за работниците загарантирана со закон до крајот на мандатот на новата влада. Наша цел е до 30.000 денари просечна нето плата во Република Македонија. Приоритет на новата влада е поддршка на домашните мали и средни предпријатија. Ќе создадеме предвидлива и деловна клима без притисоци и репресии. Новата влада ќе ја зголеми за 100 пати директната државна помош за малите и средните предпријатија. Во првата година од мандатот ќе настојуваме таа да изнесува 20 милиони евра. Ќе го поттикнеме извозот на производи од домашните компании. Ќе ги поттикнеме собствениците на домашните предпријатија да ги прошируваат своите производствени капацитети. Владата уште во првите 100 дена од мандатот ќе го објави вкупниот износ на сите доспеани обврски на државата и ќе изработиме план со јасни рокови за нивно плаќање. Новата влада ќе води политики на навремено плаќање на доспеаните обврски кон предпријатијата, со што нема да се загрозува нивното функционирање. Така ќе овозможиме услови предпријатијата да отварат нови, реални работни места и во нив работниците да земаат повисоки плати. Паралелно ќе работиме и на враќање на парите кај граѓаните и намалување на трошоците на живот. Владата ќе воведе нов систем, повеќе пари кај граѓаните. На граѓаните ќе им се враќаат по 15% од платени од ДДВ од фискалните сметки, со исклучок на данокот на луксузните производи. Семејните буџети ќе ги зголемиме и со тоа што ќе бидат постепено намалувани повеќето давачки за секое семејство. Новата влада ќе ја врати дневната ефтина тарифа на струјата и граѓаните ќе имаат ефтина струја во викенд, а не само во недела. Граѓаните кои не користат парно нема да го плаќаат. Ќе воведеме праведно плаќање на јавните давачки за градинки, комунални такси и други давачки. Кој има помалку ќе плаќа помалку, а граѓаните со најнизок доход воопшто нема да ги плаќаат овие давачки. Ќе ги намалиме казните. Новата влада ќе ја укине радиодифузната такса. За секој да може болнички да се лекува, ќе воведеме бесплатно болничко лекување преку укинување на болничката партиципација за сите осигуреници. Владата за граѓаните ќе ги намали судските, адвокатските и извршителските трошоци и каматите. Новата влада ќе ги намали за 50% трошоците на комунален надомест за изградба на куќа до 150 метри квадратни. Владата ќе воведе студентска платежна картичка за млади со попусти за меѓуградски превоз, за спортски и културни настани и други потреби. Ќе воведеме енергетски ваучери за струја и за топлување за најзагрозените граѓани. Новата влада ќе обезбеди гасификација до секој дом, со што ќе се намалат до 50% енергетски трошоци за секое семејство. За земјоделците ќе има субвенции за нафта од 30 до 50% и за механизација од 30 до 50%. Граѓаните на кои земјоделството има основна дејност нема да плаќаат персонален данок. Субвенциите на земјоделците ќе бидат покачени на 160 милиони евра и ќе бидат редовни. Ако граѓаните имаат повеќе пари, тие повеќе ќе трошат и на тој начин ќе се раздвижи економијата. Со растот на економијата новата влада ќе обезбеди и повисоки плати во јавниот сектор. За да ги задржиме квалитетните лекари во јавното здравство, новата влада за време на мандатот ќе ги покачи платите на специјалистите до 100.000 денари. Војно ќе бидат зголемени платите на здравствените работници. Ќе обезбедиме и повисоки плати за наставниците. Што се однесува до образованието, најавивме и ќе го укинеме екстерното тестирање, а квалитет на наставата и мотивирани наставници
ќе обезбедиме преку награди за наставниците и училиштата, а не казни. И сакам овде јавно да порачам дека е доста од реваншизми и партиски отпуштања. Се обврзувам на ефикасна и професионална администрација. Никој да не чувствува страф за своето работно место. Да не работи под притисок на партиски уцели. Ке го решиме проблемот со државните службеници кои долго време примат плата, а не се распоредени на работни места. На тој начин што ќе усвоиме план за нивно итно распоредување на работни места и професионални ангажмани. Една од мерките е и воведување двосменско работење во неколку клучни државни институции од 8 до 20 часот, што ќе им користи на самите граѓани кои повеќе нема да мораат да земаат боледувања за да завршат административна обврска. Клучна цел на владата во социјалната политика е да ја намали стапката на сиромаштија под 16% во 2020 година. Предвидуваме политики што ќе ги излекуваат корисниците на социјална парична помош од сиромаштијата. Пензиите ќе се осогласуваат и според трошоците за живот. Посебно сакам да нагласам дека новата влада ќе посвети големо внимание да ги мотивира младите да останат да живеат и работат во Македонија. Ќе воведеме проект Гаранција за младите, преку кој што државата ќе овозможи на младите луѓе во рок од 4 месеци од завршување на школувањето, понуда за вработување, продолжување на образованието или пракса како подготовка за вработување. Новата влада ќе овозможи неповратни средства за млади од 10.000 евра за добра бизнис идеја. Можност за вработување на младите ќе бидат стартап центрите што планираме да ги отвориме во сите поголеми општини и региони, во кои што државата ќе обезбеди бесплатен деловен простор за новооснованите компании со заеднички служби, одржување, архива, сметководство и слично. Новата влада ќе овозможи формирање фирма со само 1 евро основачки капитал, како и поволни кредити со само 1% годишна камата за отварање микробизнеси. Со сето ова создаваме услови за нови вработувања. Една од важните владини политики ќе биде равномерниот регионален развој. До крајот на мандатот ќе стигнеме до целта да 1% од бруто домашниот производ оди за регионален равномерен развој. Тоа е некаде околу 80 милиони евра и повеќе. Ќе ги изголемеме двојно парите за равномерен регионален развој на сите 8 плански региони уште во првата година од мандатот и ќе го продолжиме тој тренд на зголемување на средствата за потребите на граѓаните. Распределбата на парите до општините ќе биде правична и транспарентна. Освен економски развој, најавив дека Македонија ќе биде и правна држава. Најсериозна реформа ќе биде реформата во правосудството. Се обврзувам на одговорна влада, зашто ќе обезбедиме и соодветна контрола над владата. Институциите да работат независно и професионално, граѓаните во секое време да знаат зашто се наменети буџетските пари. Освен одговорна, ќе бидеме и отворена и транспарентна влада. Сите одлуки важни за граѓаните ќе ги носиме низ консултации со граѓаните и граѓанските здруженија. Најавив дека освен економијата, приоритет на новата влада е да обезбеди владење на правото и правда за сите. Новата влада се обврза дека ќе создаде услови за независен и ефикасен правосуден систем. Граѓаните заслужуваат независно, честно и професионално судство и јавно обвинителство. Затоа ќе има реизбор во судството според познати европски пракси, далеко од рацете на политичарите. Ќе формираме специјално оделение во Основниот суд Скопје 1, во чија ще надлежност ќе бидат предметите што ги покренува специјалното јавно обвинителство. Ќе направиме се што е во наша мок и надлежност да овозможиме институционално и целосно заокружување на случаите што ги води специјалното јавно обвинителство. Во програмата обезбедуваме механизми на контрола над следење на комуникациите. Ние сметаме дека следењето на комуникациите во кривични истраги и за безбедносни намени треба да бидат одделни функции. Разузнавачките служби кои имаат надлежност во следење на комуникациите мора да имат јасен мандат даден со закон. За објективно информирање на граѓаните, на што тие имаат право, ќе го земеме предвид предлогот за итни демократски реформи
така наречениот блупринт, создаден од граѓанските организации, а националниот сервис, Македонската радиотелевизија, ќе се реформира и ќе работи независно од политички или други влијанија. Неопходно е да го обновиме општеството освен на демократски материјален, исто така и на морален план. Тоа ќе го правиме и преку негување на слободно европска култура. Новата влада ќе промовира културна демократија, која што го промовира учеството на сите граѓани во културата и во културните политики. Културата ќе биде прогресивна, за да отвара простор за нови вредности. Се образуваме дека ќе овозможиме соодветна употреба на езиците на заедниците, со што ќе овозможиме сите граѓани полесно и поефикасно да ги остварат сите своји уставни права, без притоа на каков било начин да биде загрозен македонскиот јазик. Новата влада ќе продолжи и нов закон за спорт, со што ќе обезбеди статусот спортист, како и стабилно финансирање на спортската дејност од централниот и од локалните буџети. Бројот на граѓаните кои сега спортуваат е 2%, а наша цел е тоа да се зголеми до 20%. Новата влада во првите 2 години ќе инвестира 600 милиони евра во инфраструктура, а ќе го развиваме и туризмот. Почитувани пратеници, почитувани граѓани, ова се само некои од предвидените мерки во програмата на новата реформска влада, со кои сериозно ќе ги стабилизираме животот и екзистенцијата на граѓаните на нашата Македонија. Сето ова секако нема да биде завршено во првите 100 дена, но мора да почнеме и повикувам да го сториме тоа сите заедно. Навистина не чекаат сериозни предизвици, не чекаат големи предизвици. Предстои сериозна работа, сериозни реформи, зашто секако дека главната одговорност ја презема новата влада. Но потенцирам дека општеството е срушено и дека е потребна вклучителност од сите. Ова не се времења за калкулации и лични интереси, завршија тие времења. Ова е време на граѓанинот. И јас сум уверен дека сите што им мислат добро на државата, на граѓаните, сакаат да живеат во општество на среќни граѓани. Тогаш сите мора да застанеме за реформските процеси што предстојат. Ова го зборувам за сите нас кои сме овде во оваа сала, а го зборувам и за граѓаните. Поделени не можеме да сториме ништо, но заедно можеме да обезбедиме иднина на сите. Нема да биде слабост ако како 2, 3 и повеќе страни се обединиме за нешто вредно. Има работи околу кои не смееме да се надмудруваме и да кажуваме. Тоа се граѓанските и државните интереси на кои сме обврзани сите. Граѓаните имаат право да бидат политички определени или неопределени. Тие се и различни по националност. Тоа е богатството на Македонија. Македонци, албанци, турци, срби, власи, роми, бошњаци и други. Но сите имаат право да бидат среќни. Сите имаат еднакво право да ги растат спокојно своите деца. Сите имаат еднакво право да имаат достојна старост. Сите имаат еднакво право да имаат еднакви шанси за успех. Сите имаат еднакво право да придонесуваат во општеството. И сите треба да придонесуваме кон тоа. Затоа сакам да порачам. Почитувани граѓани, ветувам дека ќе бидам премиер на сите граѓани на Република Македонија. Ќе обединувам, нема да делам. Ќе составувам, нема да кршам. Ќе обезбедувам перспективи, нема да изолирам. Ќе бидам вашиот премиер без разлика дали на избори сте гласале за мене и мојата партија на која ја припаѓам и за мнозинството од собранието или не сте гласали. Но барам од вас почит како што јас сакам да ве почитувам сите вас. Почитувани пратеници, ветувам дека ќе го слушам секој глас на секој еден пратеник во ова собрание на нашата Република Македонија. Овде се гласаат законите. Вие давате поддршката на владата. Вие имате право и да ја исправате владата кога сметате дека е потребно. Ќе ве слушам сите. Ќе водам инклузивни политики за сите клучни прашања за граѓаните. Но барам да бидеме на ниво на одговорноста и во интерес на граѓаните, да ги поддржувате сите заедно потребните реформи за обнова на нашата држава, Република Македонија, после обстежна дебата. И на крајот, почитувани министри, ваша е одговорноста за граѓаните, исто колку и моја.
Не очекувајте да бидам министер наместо вас. Вам ви ја доверив таа обврска како мандатор и должни сте да ја исполните кон граѓаните. Министерот не е назначен за да го прашува премиерот, туку за да предлага решение. И јас така очекувам дека ќе работите. Секој мора да работи одговорно, отчетно, професионално. Нула толеранција ќе имаме за корупцијата. Нула толеранција ќе имаме за криминалот. Нула толеранција ќе имаме за врски и протекции. Дојде време за влада на граѓаните. Дојде време за институции на граѓаните. Ниједна влада не оди против интересите на своите граѓани. И затоа ќе бидеме покритични кон себе, отколку што ќе бидеме критични кон нашите политички опоненти. Наш интерес, се согласивме дека се интересите на граѓаните. И од овој начин на работа и на водење политика отстапки нема. Почитувани граѓани, почитувани пратеници, ќе има целосна промена во начинот на водење на политика во Македонија. Македонија е созреана за нов начин на водење политика. Политичарите мора да им служат на граѓаните. Тоа го правиме и тоа ќе го правиме, така ќе работиме. Ова силно граѓанско општество што се изнедри, очекувам да го третираме сите како наш партнер, затоа што тоа е алатка со реалноста. Сакам уште еднаш да повикам сите да бидеме на нивото на одговорноста, и политичари, власт, опозиција и граѓани. Пред себе имаме убава цел – живот, но и долг пат. Заедно имаме капацитет да ја направиме посекуваната промена. Потребно учество на секој во овие важни демократски процеси. Затоа бидете активни, доведувајте ја вистината под прашање, за да ја објаснуваме и за да се преиспитуваме. Така се зрее, така се учи. Демократијата подразбира созревање. Насушно ни е потребна општествена зрелост. Да се надпреваруваме низ идеи, да го остриме нашиот дух на морални вредности, тргнувајќи прво од својата совест. Ни требаат граѓани што размислуваат и действуваат. Тоа е патот на прогресот и напредокот. Сите интелектуалци во нашата земја имаат обврска да се вградат во иднината на државата. За да има такви граѓани, мора да има слобода. За да има слобода, партиите мора да ги тргнат рацете од државата. Благодарам. Завршувам веќе. Подавам рака кон секого. Слободниот живот мора да го почувствуваат сите граѓани. Македонија мора да биде и ќе биде држава за сите граѓани. Знам дека има многу енергија во граѓаните на Македонија, има креативност, посветеност и патриотизам, има радост за промени, има и оптимизам. Повикувам на трпение, смиреност и одлучност за да ја постигнеме конечната цел. Ќе работиме на квалитетен живот на граѓаните на Македонија на внатрешен план. Ќе работиме на евроатлантските и европските перспективи на државата на надворешен план. Ќе работиме на добрососедските односи со цел да градиме мостови за граѓаните и републиката. А на граѓаните и на Република Македонија конечно им е доста од изолација, зидови и предрасуди. Потребни ни се хоризонти на нови видици, таму каде што сонцето свети од сите страни и најавува живот за сите. Јас знам дека овие луѓе овде, на кои им јас дадов довербата, ја заслужуваат и вашата доверба да водат. За самиот крај, почитувани пратеници, барам подршка од вас за составот на новата влада и за програмата на новата реформска влада. Очите на целиот демократски свет се вперени во нас. Ќе завршам со зборовите на нашиот почитуван поранешен претседател прв во Република Македонија. Ќе бидеме разбрани и почитувани, а нашите интереси респектирани од светот, доколку се развиваме како демократско општество, способно да ги уредува внатрешните односи по мирен пат, развивајќи секаков вид на толеранција. Барам меѓусебна толеранција и разбирање за граѓанските и државните интереси. Во тоа име, барам денеска подршка за новата реформска влада и заедно да зачекориме во напредниот свет кон новите хоризонти на евроатлантското и европско семејство, таму каде што припаѓаме и како граѓани и како држава. Благодарам. Благодарам ви вам.